Ништо друго освен нова провокација не може да се свати доаѓањето на бугарската потпредседателка Илијана Јотова во Битола. Ниту порано, ниту подоцна таа доаѓа на денот кога градот е ослободен од фашистичкиот окупатор, кој источниот сосед сака да го прикаже како бугарска администрација, коментира за Алфа политичкиот аналитичар Ристо Никоски. Најстрашно е, вели Никоски, тоа што Македонија молчи и никако не реагира на тоа. Ова е само нова офанзива. Таа не доаѓа случајно на денот на ослободувањето на Битола и тие прават се да на нивната фашистичка окупација на Македонија представат како некаква администрација, ослободување и слично. Додека Македонија не ја сврти страницата и не покаже заби, ќе има нови вакви провокации, тоа е тешка и длабока провокација на низното доаѓање, ќе има нови, уште по-тешки за нас, а од нас зависи дали тоа ќе го дозволуваме или ќе си продолжиме со една наивна, несоодветна, поразителна, капитулантска и предавничка политика. Уште повеќе сомнително е тоа што Јотова доаѓа во време кога бугарските здруженија веќе отворени во Македонија треба да ги менуваат имињата. Очигледни се намерите, вели Никовски, дека ја добиваат целосната поддршка од бугарската влада за да не ги променат називите на клубовите со имиња на контроверзни и докажани фашистички соработници. Таа дојде во Битола да ги поддржи во клубот да опстанат, да се борат за тоа име и така натака и така натака. Бидејќи, како што реков, тоа е директна, отворена бугарска политика да провоцира и да докажува дека фашизмот во Македонија не беше окупација, него беше администрирање, ослободување и слично. Македонските власти не може да го спречат доаѓањето, но може соодветно да реагираат бидејќи намерите на Бугарија се јасни. Но и сега, како и во последните 5 години, Македонија води политика која единствено оди на наша штета, дециде не Никовски, а тоа мора да се промени. Инаку Јотова пристигна во петокот вечерта во Битола, денот кога градот е ослободен од фашистичкиот окупатор, но тоа за нејза не представуваше провокација, туку напротив, ги зближува двата народи. Делегацијата на Јотова и неколку кумина Ванчо Михайловисти од Битола се поклонија на бугарските гробишта во Цапари, каде се закопани 214 бугарски војници, кои ги нарече синови на мајка Бугарија.